Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Кога одите во болница или пак здравствена установа, не ни помислувате дека вашата состојба може да се влоши и покрај сите напори на лекарите поради инфекција стекната во болничка средина. Болничките инфекции најчесто се добиваат во одделите за интензивна нега, што представува голем здравствен и економски проблем. Кои се најчестите бактерии отпорни на антибиотици и на дезинфициенти присутни во болничката средина, на каков начин се лекуваат и колку се ефикасни третманите кои што во моментов се на располагање. Професор доктор Никола Пановски, микробиолог, ќе даде појаснување на бројните наши прашања поврзани со оваа тема. Останете на Телма, разговорот следува веднаш по рекламите. За болничките бактерии и инфекции денеска разговараме со професор доктор Никола Пановски, микробиолог. Професоре, добре дојдовте повторно во студиото на Телма. Добре најдов. Благодарам на поканата. Велат дека болничките инфекции се стари колку што се стари и болниците. Сега како е можно во средина во која што се одржува толку голема хигиена и стерилност да се појават смртоносни бактерии, така наречени супербактерии, кои што ги заразуваат пациентите, пред се оние кои што се на одделите за интензивна нега? Да, не само што е возможно, туку тоа е нивно веќе станато природно место на живење. Некои од тие бактерии излегуваат и во општеството, во заедницата, меѓутоа некои се специфични баш за болниците и само таму ги има, и дури имаме ние и ги викаме домашни животни или животинчиња, точно знаеме во која клиника или во кој оддел дури која бактерија вире, каде е почеста. Значи, може од антибиограмот, кој ќе видиме како се однесува спрема антибиотици, у 90% да кажеме дали од клиника за урологија, дали од детска клиника и така натаму, бидејќи знаеме кај која возраст, кај кои операции, кај кои пациенти се јават. Значи, има повеќе фактори. Као прво, не може сем теоретски, а тоа се мал број на болници како што се не одели за трансплантација, да секој пациент има стерилна соба, да биде сам. Тоа е многу скапо, најбогатите земји не може да го издржат. Значи, собир на пациенти кои се имунокомпромитирани. Значи, најголем доказ колку е значен и се друго е безвредно во однос на тоа, природниот, стекнатиот имунитет, здравието на човекот, се болничките инфекции. Бидејќи луѓето што работат таму, луѓето што тоа посета, истите воздух го дишат, тие што работат дури исто време се престојуваат таму и во интензивна нега, тие не се разболуваат. Зошто? Бидејќи тие се здрави, имаат природен имунитет. Значи, нарушениот имунитет заради сообраќајки, карциноми, некоја друга основна болест, да не зборам за овие болести што го напаѓаат директно имунитетот, како што е сидата и други. Значи, сето тоа пореметување, но недоносените, многу старите луѓе, болните од леукемии и други имунокомпромитирачки состојби, значи тоа е базата кај што бактериите кои кај здравите луѓе во заедницата не предизвикуваат ништо, тука го наоѓаат своето место. Втора работа е персоналот. Спомнавте интензивна нега, таму по 5-6 души може би на еден пациент работат. Значи, за да тој преживее, таа е тука диелектиката. Ако давате многу лекови или антибиотици во случај, ќе му нарушите микробиомот. Меѓутоа, и ќе може ќе добие друга болест. Меѓутоа, ако не ги давате, тој секако ќе почине. Ако не му направите катетер, ако не му поставите, тој не може да мокри. Ако не му ставите централен венски катетер, кој исто е извор на инфекции, пациентот ќе не може да ги добива тие леко и брзо, или ако не го интубирате, некои се на апарат, на вентилација. Значи, многу работи се заедно собрани да тоа е неминовност, меѓутоа постојат многу можности да тоа се спречи, односно да се намали. Да го нема, не може. Единствени болници во кои нема интрахоспитални инфекции, јас што ги познам, се нашите болници. И секојаш ги прашаме, зашто до сега Нобелова награда не добивте за ова, бидејќи први у светот се, од која постојат болниците, да нема интрахоспитални. Значи, болници кои века дека немаат интрахоспитални инфекции, поима немаат што им се случува. Или немаат пациенти. Претпоставувам. Тоа е друга работа. Не збориме ако немаат пациенти. И тука сега, кај нас, меѓутоа тоа понатаму би збореле, стигмата е огромна.
се мисли дека болнички инфекција е нешто, дури прашуваат доктори, прашуваат што е ова у 21 век вакви бактерии. Нека отворат литература и нека видат колку има болнички инфекции во светот, во најдобрите земји, па нека дискутираат. Колкав е процентот на болница што хоспитализирани? нема интрахоспитални инфекции не постои. И таа треба да се казни и да се затвори. Кај нас е обратно, бидејќи стигмата, случајќи новинарите, не зборам за обучени новинари како вас, меѓутоа почнаа на телевизија ни кажуваат случај на болничка инфекција кај некого и тоа го следат, како да е тоа чудо големо. Или какви бактерии имало кај Жан Митрев, такви бактерии има сегде. Пациентот со себе ги носи бактериите која доаѓа. Не може да му ги извадите. И ако некој прави труд, и ќе го дури на суд ќе оди заради тоа што имало бактерии, правила нека студентка или докторка. И затоа не ни се прават студии. Инаку колку има инфекција, ќе кажем, за да бидејќи немаме статистика, нашите пријавени интрахоспитални инфекции во Македонија по 90 до 100 се годишно. Толку се пријавуваат. Во светот има претпоставка околу 1,5 милион дневно. Кој ќе го поделиме тоа по број на жители во Македонија, рачунам за подесно делење со 2 милиони ако сме помалце, во Македонија дневно, ако сме на просек во светот, треба да има 400, во моментов 400 интрахоспитални инфекции. А не 90 годишно. Значи, ако новинарите сакаат да ги следат, треба 400 прилози да направат за да биде равноправно дневно. Во Соединетите американски држави има 1,7 милиони интрахоспитални инфекции годишно. Ако сме ние ниво на САД, еве да речеме дека сме на ниво, имаме исто така, иако таму е околу 100 пати повеќе се одделува за здравство, би требало да имаме околу 11.000 интрахоспитални инфекции годишно, ако сме на ниво на САД. Во САД околу 100.000 луѓе умираат од интрахоспитални инфекции, тоа би било кај нас околу 650 до 700 годишно, што би значило до 2 дневно. Сакам да кажам дека некојаш апсурдно е да се каже дека негде најден МРС, дури пациентот не е ни умрен, или да се дискутираат случаи вакви, бидејќи тие се неминовно секаде во светот. А кои болнички бактерии се најчесто застапени кај нас и во светот? Еве сите ја спомнавте МРС бактеријата. Зошто е таа толку озогласена? Па добро, таа е Дали таа најчеста? Стафилококус ауреус, тој златниот стафилокок. Релативно брзо, тој е грам-позитивна бактерија која има механизми да стане отпорна на многу антибиотици, што е реткост кај грам-позитивните бактерии. И уште од 60-тите години станува резистентна на лекот кој е пеницилин. На пеницилин станува веднаш, и сега дека со пеницилин не може да се лечи, па научниците направиле лек меѓу кој прв таков е метицилинот. Да 61 година е најден првиот стафилокок кој е резистентен на метицилин и затоа го има можеби незграбното име метицилин резистентен стафилококус ауреус, златен жолтен стафилокок резистентен на метицилин, скратено МРСА. Метицинот веќе 30 години не се употребува и некој што не се разбира ќе рече големо чудо дека резистентен на метицилин. Тоа му станало името. Поточно е било мултирезистентен. Значи, он е резистентен на огромен број на антибиотици, да останува 2-3 антибиотика кои ги има на располагање со кои може да се лечат, а во светот 2002 година е најден сој кој се вика Врса. Единствениот лек најчесто што на кој останал тој осетлив, тој е еден стар лек 60-тите години пронајден и отфрлен како токсичен, а тој што го чувал лекот и што го произвел се е многу богат, или тие фирми, тоа е ванкомицинот. И сега Врса значи ванкомицин резистентен стафилококус ауреус, или сме се вратиле, ако збориме за таа бактерија, ги има и други, во времето на преантибиотската ера или црниот век, кој го сметаме дека траел од постоење на човекот до 1945, кога е пронајдени првите, односно влезени во употреба стрептомицин, пеницин и така. Тоа е тој Врса. Значи, тоа е бактерија која не може со ништо да се лечи. Инаку МРСА и обичниот стафилокок, тој златен стафилокок, кој што често го наоѓаат во носот. Да, во носот и така натаму не се разликуваат од вируленција, меѓутоа кај овој
мрса е потешко да го Излечите. погодиме лекот. Да. Прво, дали ќе стигне до таму кај што е инфекцијата, и втора работа е, ние збориме за докажана бактерија. Меѓутоа, во огромен процент, кај нас, во над 90%, бактеријата не ја докажуваме. Кај нас, болниците, во огромен број, ги исклучувам тука приватните болници, ќе спомнам една клиника за нефрологија, и таа исклучувам, таа работи европски. Хируршките особено клиники, они прво дават 2-3 антибиотика, па ако не помогне, тогаш земаат примерот си хемокултури, кога веќе отиде на работата, така да можам да кажам дека мрса во Словенија, која исто голема, затоа земам за споредба, во крвта, при сепси или бактериемија, ја има 15 пати повеќе отколку во Македонија, а во Данска 20 пати повеќе, а Данска е призната земја како најуспешна во борба против интрахоспитални инфекции. Значи, ако ние имаме 250 изолирано мрса, во Данска има 5000. Таа е поголема држава, меѓутоа во Словенија ќе има околу 2-3000 годишно. Тоа е заради тоа што ние не штедиме на, односно болниците штедат да пратат хемокултура која кошта околу 700-800 денара, иако за ковидот видите колку се троши пари, кај што нема врска со спасување во животот, кој беше само диагностика. Овде е важно, ако го погодите, да го погодите и лекот и да му го спасите животот на пациентот. Значи, мрса е најчест како причинител на каков начин се пренесува, професоре, бидејќи близок контакт, да. Преку Значи, најважно е во болницата и најевтино, има огромен број на трудови, кога ние би го следеле болничките инфекции, па би презеле мерки, би ги мереле, па кој ќе преземете некоја нова мерка, да видите дали е ефикасна или не, па таа ќе продолжи да, или ќе се отвори. Значи, кога не знаете, тоа е се хаотично, некои протоколи, меѓутоа, да речеме, има студии каде што ако ги мие триеле рацете, не знам колку секунди, сега ги тријат повеќе или повеќе трошат и така натаму, најчесто се пренесуваат преку рацете на персоналот. Значи, он работи кај пациентов, тука, и сега треба да ги истри рацете ако работи негде на доле, на катетерот. Да не зборам ако оди на друг пациент. И тоа се тие алкохоли специјални, на кои тој е осетлив, и со триење на рацете со убави алкохолни средства, релативно се скапи, меѓутоа паѓа бројот на инфекции со мрса. Значи, тоа е најзначајно. Инаку може да се внеси од надвор, значи може да го носи пациентот, може имал сообраќајка по асфалтот, по улиците, кој знае колку бактерии влегле во ткивата и спори и све внесува, и тој не мора да е во може ли тој да се бил колонизирал предходно, да речеме, да била оваа бактерија дел од неговата флора, па тука да се развила? Тоа што некои паѓаат унесе што имале мрса у нос, па им даваат дури лекови, замислете, се здрави деца или возрастни, се прави од ништо нешто. Значи не треба да се лекува доколку не дава симптоми, само колонизација е присутна? Бактеријата би се лекувала, ја тоа им го кажем на сите, ако се разболи бактеријата. Бидејќи во случај не е болна бактеријата, не ја лекуваме, а не е ни болен ни човекот. И него не го лекуваме. Значи се лекува само болен човек. Само тие што работат во болница, особено на интензивна нега, водели за новородени, и една група, тоа нема врска со мрса, што работат со храна, бидејќи имаат стафилкоки кои создаваат токсин, ентеротоксин, тие не треба да го имаат во носот. Иначе тоа земање на брису градинка на дете, дали има стафилкок, тоа врска нема, бидејќи 30% само трошење на државни или приватни пари за џабе, и тоа има 30 години не разбираат во Министерство и во инспекторатот, и се тера, тоа си го работат, тоа без вредна работа. Многу ваши колеги апелираат дека тоа е непотребно. Без вредна работа, исто како што ќе влезат ќе излезе новинар, ќе каже, и најчесто е новинарка, се да не спомнам имења, имаше таков случај, најдене мрса во Министерството, ги затворија сите сали, а ние имаме дента 10 изолирано, мислам, и секој ден, а би требало да имаме 100 ако праќаат како што треба. Па 2 недели нешто чистеа, па зимаа материјали.
Мислам, Но кој е протоколот тебе доколку се утврди дека во болницата има поголем број на случаи на пациенти за болени со МРСА, да речеме? Прво протокол е кој ќе се прими пациентот, комплетно да се обработи, значи да му се земе бриз од сите места, да речеме, од носот, од устата, да не е носител на некоја таква бактерија, од овакво фецесот, да се земе за да се обработи, па да се изводи, дезинфицира, па да се стави. Меѓутоа, најглавно е, ако веќе се јави, да он се изолира од околината. Ако има можност, тоа е цела работа. Значи, ако имате ова интензивна нега, имате 20 пациенти, најважно е овој пациент да го тргнете од тука, за да не ја шири инфекција. Да не зборам само за стафилокок и за други. Така, да се изолира или, мислам, тоа се процедурите понатаму се даваат. Има уште една ентеробактерија која што исто така резистентна на сите антибиотици, наречена е ЦРЕ, ако не се лажам. Добро. Каква е таа бактерија? Вела дека е поопасна од МРСА и дека светските медиуми јавуваат дека е многу почесто присутна. Да, за МРСА само кажам, најчесто потекнува од рани, може да предизвика и пневмонија поретко, и може да отиде во крвта. И заедно со Ешерихија коли и кај нас и во светот, мислам Ешерихија водеча, кај нас интересно се изедначени, борам за во крвта. Значи, за тие ентеробактерии во кои спаѓа Ешерихија коли, клепсиела е многу значајна, серација и така натаму, пеницилините слабо делувале. Па најдени се нови пеницилини кои се викаат карбапенеми. Има и други лекари, се да не оптеретуваме. Карбапенемите, кога беа пронајдени пред 30 години, беа лекари со широк спектар, особено ефикасни на сите грам негативни бактерии, тука и не само ентеробактерии, стапчести бактерии, и доведоа да во еден период грам позитивните се вратат на сцена заради овие лекои кои се чува во болниците само за исклучителни потешки случаи. Тогаш беа и релативно скапи, такви лекои се меропенем, имипенем, се уште се употребуваат во болници, се даваат преку инфузија. Да се случи да и на нив овие бактерии добијат ген да создават ензим како што има стафилококот и Ешерихија и други што лачат пеницилиназа за пеницилин. Па потоа си најдени другите како што е метицилин, цефалоспорин и така натаму, и сите ги викаме цефалоспорини или бета-лактами ги викаме пеницилините, па ензимите ги викаат цефалоспориназа или бета-лактамаза кои ги уништуваат антибиотикот пред он да ги уништи нив, се бранат. Така. Значи доаѓа они како да пукаат со оружје. Се наоѓале се нови и нови лекови, како што биле карбапенемите, кои биле отпорни и на пеницилиназа и на сите типови на бета-лактамаза, да конечно, релативно брзо, по 20 на години од кои се откриени, се најде ензим, бактерија која созда ензим карбапенемаза. Значи ензим кој ги разрушува карбапенемите. Иако тие соеви не ги следиме, ако се прошираш низ светот, ќе останеме без овие значајни лекови. А нови лекови, антибиотици, од искуството, никој не му се исплати, може би исцрпена можноста, не им се исплати да произведува. Значи, ако вас по 20 години, како што е лекот пиперацилин, или азлоцин, мезлоцин, пиперацин се лекои кои се пронајдени 10 години од кои јас сум се вработил, па сме ги промовирале, па сме ги испитувале и 10 години пред да се пензионирам, значи пред 10 на 15 години веќе се исфрлени употреба. Значи, кога се наоѓа лек првите 20 до 30 години, фармацевтските куќи ги враќаат парите во истражувањето и после 30-та година може да заработуваат. Дали ќе заработуват 50, 100 години, како што се лекои како аспирин, 200 години. Кај антибиотикот таман треба да дојде профитот. Ќе се јави резистентност. Ќе се јави резистентност, лекот. И они се уморија да пронајдат многи лекои кога имаат можност да заработуваат на лекои кои чинат
како пациент $1.000.000 годишно, а не го излекуваат. Антибиотиците излекуваат пациентот, ги опие недела, дена, две, или ќе презживе, или ќе почине, а имаме те сега лекови, покрави инсулини и така натаму, многу лекови, и тоа уживаат фармацевските компании, бидејќи кој ќе се навлече пациентот или државата да му купи, да му обезбеди лекот, кој му го спасува животот, под услов да го пие до крај на животот, и се имате веќе човек кој ќе го пие лекот, кој што се лекои против СИДА, да не зборам против луѓето што денеска ќе протестират, кај што годишно чине 10.000 до милион. Овде мислам дека е околу 200 до 300.000 годишно по човек. Значи тоа се тие математики кај што нема стимул за значи тие карбапенемази, ако се сеќават гледачите, многу беа значени, бидејќи се јавија Велика Британија, бидејќи почна во Индија, Нью Делхи се вика карбапенемаза, и бидејќи врската со Велика Британија се грижи да не се прошират резистенцијата, тоа оди многу повеќе во јавноста и сите викаат опасноста, а ние ги гледаме во лабораторија дека кај нас се одамна стигнати. Одамна се стигнати. Вела дека половина од пациентите кои што ќе добијат сепса од овие бактерии починуваат. Сега каква е терапијата? Мислам, сепсата како таква е опасна болест од било која бактерија. Значи терапија, и тоа го следиме сега, еден лек колистин. Тоа се лекови кои беа пронајдени 80-тите години, полимиксин Б и колистин, со многу широк спектар на дејство. Ефикасни се се уште? Ефикасни, меѓутоа токсични. Токсични. И заради токсичноста, кога се пронајдови епенемите, цефалоспорин, рекови лекои нема зошто да ги даваме, и се трна на страна, дури престанаме на антибиограм да ги ставаме. Да сега се случи да тие се враќаат, они се чува за децата од цистична фиброза како инхалација да ги примат за бактеријата Pseudomonas. Меѓутоа сега таа форма постоеше, не се токсични толку ако се дишуваат, да сега се вратат како ванкомицинозна сцена и да се единствен лек за клепсиела карбапенемаза позитивна, пневмонија и ешерихија или серација, значи имаме кај нас да само колистинот, како што е ванкомициноз за стафилококот, кај е само колистин лек. Значи ние сме останати за најчестите бактерии во болници, ако ги имаме често, а за жал сме прваци во Европа, под такви чести бактерии, да немаме лек или имаме само еден лек. Тука има и еден стрептокок кој се вика ентерокок, кој живее од цревата, кој заедно со Србија сме прваци во резистенција на ванкомицин. Тоа е бактерија за која нема лек. И сега тој исто така предизвикува ендокардит и сепса. И сега што се случува со овие лица? Ќе починат или пак може доживотно да се борат со оваа бактерија? Зависи, ако е сепса во крв, во случајот состава на организмот, дали ќе ја победи. Најчесто не зависи колку е. Каква е состојба? Значи имаме сепса кај човек од 90 години, кај човек од 20 години кој имал собрекајка или повреда. Значи многу случаи има што се спасиле, не само што болницата ги спасила, туку и се уште им се повратил имунитетот. Меѓутоа кај овие луѓе е како што било пред со векови наназад. Нормално пред антибиотската даваат инфузии и така натаму, меѓутоа самиот треба да се избори. Но можно таа борба да трае со години. Јас им покажал антибиограм кај што бактеријата расте преку сите антибиотици. И не постои. Или на апарат имаме, значи не зависи од нас апаратот, е ист дали ќе работите овде или во Њујорк. Тој е апарат кој ставате бактеријата и ви каже резистенција, вика нема со што да се. Лек тоа се случаи кога си речете фала Богу што не сум отишол да работам, а сум сакал на клиника. Значи некој што ги разбереме докторите со какви травми да го имате вие, не дај Боже дете, дали било кој, и да сте со него близок и да гледате дека не може со што да му помогнете со душа, сте нашле што е причината и гледате дека не постои лек, во светот не постои лек, такви случаи има и кај нас, да му помогнете, а бактеријата сигурно е причинител ако се најде во крвта, не е случајно најдена. Да проговориме за уште една бактерија која што често се добива во болнички услови, тоа е Clostridium difficile, значи поврзана е со проливи. Зошто оваа бактерија не ја добива децата, на пример?
Но оние бактеријата ја добиваат, болеста не ја добиваат. Аха. Не се осетливи на токсинот, значи што го излачува децата, бактеријата. Како изгледат? Значи тие може да се како што беше за COVID, имале помалце рецептори, АК2 рецептори, па ретко се заразува воопшто децата. Да не зборам дека и заради други причини, меѓутоа една од причините. А така овие бактеријата ја примаат. Да не зборам дека има студии кај што зависи од хигиената кој ќе се роди новороденото, имале правено првата година колку има Clostridium difficile. Во земјите со понизок хигиенски развој, дури има земји кај што 87% од децата ја имале бактеријата, значи скоро сите. Сите, така. До овие што многу гледаат хигиена 1%. Меѓутоа не е сразмерно толков број на Clostridiumi да во тоа што добиваат, многу ретко добиваат болест, односно ако возрастните добиваат, се повеќе добиваат како течат децениве, сега отприлика е 2,5% просек на 1000 хоспитализации, кај децата е тоа 0,2% на 1000 хоспитализирани деца, значи отприлика едно 20 пати, 10 до 15 пати поретко. Инаку какви симптоми може да предизвика? Значи, таа се добива преку спорите. Дифициле значи сложена, difficult, тешка. тешка. Да, тешка. Значи, таа спаѓа заедно со во иста фамилија кај што е тетанус, Clostridium на гасна гангрена. Тоа се спорогени бактерии. Спорите се врсти на живот, кои ќе преживеат секакви, ако се случи не дај Боже атомска бомба, све спорите би преживеале. Значи, најдени се спори во килибар, за кој се смета дека е 35.000 години стар, иако има контраверзи, во кој се уште, значи во килибарот внатре, пораснале по 35.000 години, пораснале нови бактерии. Значи, тоа е од една бактерија се создаде на спора во неповолни услови и може да преживее и вриење некое време. Апсолутно ги преживува овие хемикали, сем специјални дезинфекциони средства, така да таа може да живее. Роберт Кох ги пронашол, ги пресадувал и 72 ги пронашол, 1872, 1910 се уште од нив можело да се предизвикаат болеста антракс и така натаму. Значи, Clostridium difficile, ако има било какво фекално загадување негде, добро, може да има, секи изумре, спорите ќе останат. Тешко може да се уништат. Значи може да има во неживата средина, а ги носи и човекот сам. Меѓутоа има Clostridiumi кои се вирулентни, помалку вирулентни и авирулентни. Самиот Clostridium ништо не прави ако не создава токсини А и Б. Значи токсинот е всушност проблематичен. Нас не интересира само да го изолираме, туку го барат и токсинот, дали е токсинот присутен. во измето директно се бара дали има токсин или нема. Значи, ако е атоксичен, апсолутно не треба никаков третман. Меѓутоа, и тие што создаваат токсин, не предизвикуваат болест. Може го имаме сите овде се поставија. Зашто? Бидејќи микробиомот во цревата, од дебелото црево, кај што живее и Clostridiumот, сите тие бактерии многу побрзо растат од него, ја преземаат територијата и он иако создава токсин, тој токсин е го има толку малку на број бактеријата да и токсинот како таков, односно двата токсина, апсолутно никакви проблеми не прават. Разбирате? Значи, ако има во една просторија на, што знам, речеме, гужа фудбалски натвора преполна стадион или као вчера што гледавме на кошаркашка утакмица, сите, ако само еден човек лачи нешто, нема ништо да меѓутоа, ако сите ги снема, а на нивно место се создаат такви луѓе, значи ако он се размножи, бидејќи нема кој да му прече, изгуби конкуренцијата, веќе создава, ако имало 1 милиарда Clostridiumi, што да речеме не се ништо, и сега да станат милиарди, веќе таа мала количина токсин не ја лачи еден човек, една бактерија, туку сите, и тие веќе може да дадат проблеми. Значи, кај децата, да речеме, дека поише јадат млечни производи,
Бидејќи во млекото за доење има иста субстанца која го неутрализира токсинот. Бидејќи имаат помалци рецептори, тоа е одговорот зошто помалци имаат, меѓутоа далеку дека немаат. Значи, при нарушување на имунитетот Како на цревната микробиомот. флора може да се наруши, професоре, за да се размножи оваа Значи, при бактерија? разни болести, хронични и така натаму, а најмногу по давање на антибиотици од широк спектар, што во болниците некогаш е непотребно, а некогаш Неопходно? е неопходно и врз основа на тоа се уништува флората и тој што и се вика постантибиотски ентероколит. Значи, токсинот веќе прави проблеми. Какви проблеми може да направи? Значи, се јавуваат тие диареи и некојаш е доволно, ако можеме се, тоа е таа диалектика. Дали смееме да му ги прекинеме антибиотиците? Ако е дома некој човек и ако кашла, кива, нема проблем, ќе ги прекинеме веднаш, дури нема да му дадеме други, ќе му дадеме пробиотици и така натаму. И тоа во болница е Каже што е неопходно. сомнително што бидејќи сега треба да со антибиотици немаме друг избор да делуваме на клостридиум дифицил. Иако антибиотиците овозможиле тој да се размножи, сега со антибиотици кои делуваат на него, треба да Но има антибиотици спречиме. што делуваат на него, не се резистентни на сите антибиотици. Има два антибиотика се. Најчесто, меѓутоа во последно време го испитуваме дали е резистентен, бидејќи има и резистентни и на него. Тоа се метронидазол, не антибиотик, хемиско средство за анаеробни бактерии и ванкомицин. Најтешка последица е тој псевдомембранозен колит и мегаколон. Многу случаи имаше кога контактира за време на ковидот со пациенти кај што кажа го отпуштија пациентот, цревото му беше, дебелото црево беше како автомобилска гума, рече не е за нас, да го носат на хирургија и тие сите починуваат. Значи има често пати единствен спас е да се извади целиот колон, целото дебело црево. Инаку кога кажуваме за статистика, повторно мора со Соединетите американски држави кои имаат 1,5 милион на случај годишно Од клостридиум? од клостридиум дифициле, околу 29.000 смртни случаи. Тоа би значило во Македонија да имаме околу 200 смртни случаи од клостридиум дифициле, некои ги знаме и лично, мислам ги знаев, што така се заврши, значи од овие 700, кога би биле Америка, ние може да имаме 2000 интрахоспитални смртности, во нив би влегле овие. Значи, да кажеме, интрахоспиталните инфекции, а може било каква хигиена да направите. Овде нема врска со хигиена ако пациентот ги носел во себе, со клостридиумот, дошол, тие се така наречени ендогени. Меѓутоа и тие се земаат во обзир. Меѓутоа, генерално успехот се гледа да немаме екзогени. Од надвор, што? Од надвор, едниот пациент но на ако некој другиот. од пациентите имал ендогено, значи Може да пренесе. Да, може да е пренесен на останатите Дури има пациенти. испитувања во клиничкиот центар да направиме испитувања, има такви испитувања во светот, во земјата, во тревата наоѓаат порезистентни бактерии таму, отколку да речеме на Скопска Црна Гора кај што нема болница. Значи такви испитувања има. Сега имаш едно испитување самите дека се најдени во облаците се бактерии тоа има отпорни на интересно антибиотици. Да, и се знае кои влегуваат, кои од болницата излегуваат, кои влегуваат. Значи, едно од несаканите дејства на антибиотиците, најстрашно, меѓу најстрашните е овој псевдомембранозен колит, кај што возраст има големо влијание. Имунитетот, значи се делува со антибиотици, се делува со пробиотици и најинтригантното, што и тука сум го зборел, кој уште е во испитувања, тоа е трансплантација на фецес. Сте го споменале тоа неколку пати, Да, тоа во која форма. можете да Меѓутоа, има и појасните тука како сега треба- изгледа. И тоа Да. носи ризици, но статистиките покажуваат дека има и добри резултати. Доброволци кои со година, две не примале антибиотици, се здрави, им се испитува микробиомот и Има здрав микробиом. да, и се смета дека тие ќе остаат фецесот, за тоа добиваат пари. Значи ќе остават столица Да, столица и од и неја од- ќе се од изолираат неа- корисните бактерии. Да. Или сите Фармацевската бактерии. компанија ќе направи селекција или сите, има разни начини, некогаш преку се земаат преку уста, некогаш се даваат преку Анусот? да. Да.
Значи тие бактерии кои што се изолирани од Што го викаме столицата ние ги ретроградно, некој се смееме ректоградно, овде и преку ректно, Преку и ректно, ретро и ректоградно да се внесат. Некој вика дека има фантастични успехи, меѓутоа тука е тај има и ризик. смртни случаи. Тој е тој ризик што ние се имаме овде кога да речеме судење за хемофилтрација. Само го дам како пример, нема да. Значи има луѓе што се храбри, а таков е господинот и пријател Жан Митрев, кои пробуваат такви работи. Може 500 души да спасите, еден кој ќе ви умре, ќе го судат. Значи има два случаи, ја што знам, кои умреле. И е докажано дека умреле бидејќи во донорот имало бактерија која предизвикала, им е пренесена бактерија, можеби нема да умре. Тие се тие проблеми, а можеби со таа метода се спасиле. Исто со вакцините. Так, сето тоа ќе се разгледува допрва така. Еден ќе умре и креша вакцината губи. Меѓутоа, колку спасила тоа зависи од која го гледате. Значи тоа е трансплантациите на ФЕЦ се прават кај нас? Не. Не се прават? Како што знам, не. Не се ни легализирани како такви. Значи се уште во експериментална фаза. Не е она како што има, што сум читал што е забрането, а тоа е заразување на најчесто жени со тени, со црви, за да ослабат. Си ја носат тенијата за да не се... Тоа го има, се продава на црно, а не, на црно е во истражување и се употребува. Меѓутоа, слично, затоа спомнав хемофилтрацијата. По точни услови, кога, како и така натаму постои како и веројатно ќе се од домаќи во иднина, бидејќи како што гледате антибиотици се помалку ефикасни. А професоре, како бактериите всушност ја учат? Некој завршува, како што кажеш, и оперативно. Се вади дебелото црево целото црево ќе се отстране. Сега, како овие бактерии учат дека стануваат резистентни на одреден антибиотик? Откриен ли е генот кој што одговорен за тоа? Дали бактериите меѓу себе си ја пренесуваат информацијата? Во последно време и затоа нека во лабораторија се стана технологија, дури антибиограмот на убав кој ќе видите дали има зона и овие слики што ги имаме убави сега, може вие да докажете дали е МРС без да го изолирате, само го барате во пациентот, го барате генот. Во примерот дали го има ген за резистенција на таа и таа бактерија и така се стана автоматизирано. Некај нас се уште, меѓутоа оди натакај и не е онаа класична која ја како повозрасен ми останала во вако, значи гените се знаат и дури има реагенси и апарати да се пронајдат гените. Како станува? Па повеќето антибиотици се природни лекови. Значи, а пеницинот постоел и пред Флеминг и пред овие што го изолира лечени флори. Постоел тој. Бидејќи постоел пеницилинум нотатум, постоели бактерии. И бактериите имало резистентни на пеницилин. За да кој живее мувлата, бактериите за да се одврнат од мувлата, создавале, ја уништувале мувлата или не давале да расте во нивна близина, односно мувлата, па не им дава на бактериите да растат, за да може да си расте, бидејќи она поспоро расте. Значи постоел. Видите, кога ќе почнете масовно да го давате со селекција, значи генот бил создаден може пред милиарда години. Кога ќе почнете масовно да давате, преживуваат тие што се отпорни на пеницилин. Или ако има, ја се зборам напамет, знам за сида дека има, меѓутоа еве, ако има некои луѓе што се отпорни на зрачење, на автонска бомба, радиоактивно зрачење, ако се ти еден милионити дел или милиардите, ако се 7 души, преживеат, бидејќи се од некои причини отпорни, десетина души, кај бактериите, за да се повторно вратиме на 7 милиарди, ќе требаат, не знам колку, 100 века и така. Кај бактериите, за 100 дена ќе се размножат тие и ќе ја преземат положбата и затоа стануваат се повеќе ги има. Втора работа е што во цревата кај животните и човекот си ја пренесуваат отпорноста. Значи една бактерија учи од друга. Значи ако имаме вие помнаме Шерихија резистентна карбапенемаза позитивна, има ген. Се насели во здрав човек. Ништо нема да направи овако. Може да пренесе, значи
генот да го пренесе на другата бактерија, дори може и за 7-8 антибиотика одеднаш. И сега тие ги носиме ние. И за тоа толку брзо всушност и расте кога пиеме антибиотик, резистентноста. само тие ќе преживеат од себе. И нашиот микробиом станува се поотпорен и исто и кај животните, особено днес кажавме кај животните се давало порано на здрави животни само за да не се разболат и потоа е проблемот кога користиме животинска храна, млеко и така натаму. И моето последно прашање во однос на денешната тема е што велат истражувањата, дали со болничките бактерии човештвото ќе ја добие битката? Па, може да го поделиме човештвото на тој преантибиотски период, кога единствено средство за заштита била хигиената, виделе колку е важна во првите последните 50 години од 19 и почетокот на 20 век, да потоа со антибиотиците, многу хирузи особено рекле, а ман више со тие бактерии, се имаме антибиотици, не ме интересираат. Дори има изјави 60-тите години дека ќе затвориме книгата за инфекции, фактички требаше да не постои ни инфективни болести, ни говорам за бактерии, за вирусите демек имало вакцини. Да сега сме во случај да се вратиме на хигиена, миење на раце, да се најде повеќе простор во болниците, постапки, значи да спречиме инфекции за да спречиме ширење на резистенција и помалку давање на антибиотици, бидејќи нивното давање води до селекција и создавање на доека не се најдат некои нови лекови кои не ќе бидат еколошки лекови, така ја го гледам. Нема да ги убиваат бактериите. Значи лек за Clostridium difficile, бидејќи беше тука спомен, би бил да даваме антитоксин. Значи он си живе, си лачи токсин, како што е за дифтерија, што сме вакцинирани. Може ја го имам тој смртоносен. Или за тетанус, таа бактерија во себе. Меѓутоа, бидејќи сум вакциниран, таа создава токсин, мојот организам создава антитоксин и не се разболувам. Така се тие вакцини. Тоа би било начин за Clostridium difficile да речеме да примиме антитоксин или да најдеме средство кое ќе, како кај децата, рецепторите ќе ги покрие и никогаш нема да предизвикува болест. Или за Escherichia coli, кој е најчест причинител на уринарни инфекции, дури и во болниците, да најдеме средство кога во нашата уретра, кога се качува на кај везика, нашата уретра направиме мазна, да она стално се лизга, да не може со тие пили да се прикачува, значи нешто против пилите. И таа ќе си живее, и ние ќе си живееме, и нема да има проблем. Тоа би била иднината. Тука, само да кажам дека многу попасни за децата, особено новородените, се и вирусите. Ние зборевме за бактерии. Денеска за бактерии, значи, но ако во се некоја случиле друга некакви можност... катастрофи во одели на новородени, кај што 10-20% и 30% од децата умирале, тоа биле и вируси. Бидејќи тие многу полесно се пренесуваат во воздухот и затоа и за нив треба да мислиме, бидејќи и тие предизвикуваат интрахоспитални и габите. Ние се денеска зборувавме за бактериите. Така, ја денеска имав идеја да проговориме за она бактерија која што во моментов е присутна меѓу децата и предизвикува голема грижа кај родителите, но за Streptococcus pyogenes во некоја наредна прилика, бидејќи на вистина немаме време, а родителите ќе бидат заинтересирани. Ќе ве повикаме повторно во студиото на Телма. Нема проблем. Почитувани, ви благодарам на вниманието со кое што денеска не следавте. Професор доктор Никола Пановски, микробиолог, беше наш гостин во студиото. Ви посакувам пријатен ден.